Во финансии имаме една дополнителна можност. Книжевните редови да можем да ги разместуваме нагоре-надолу или да вметнуваме редови. За таа цел се користат овие 5 копченца долу. Плюс 1, 1 плюс, нагоре, надолу и нормализиран. За да се активни овие копченца, треба во табели, клиенти, во финансии да биде означено финансии прередување. Значи ова копченце да биде означено за таа фирма. Ако не е означено, овие долу нема да се гледат. Како функционира? Сакаме, например, да вметнеме ред. Програмот без проблеми дозволува дополнување на ред на крајот. Одиме на крајот и куцаме ново конто. Меѓутоа, често пати имаме потреба да вметнеме ред измеѓу. Например, помеѓу ова ГБП и УСД, сакаме уште едно плаќање да има, односно уште еден ред да има. Одиме на тој ред и кликнуваме плюс 1. Ова ќе ни вметне ред над редот во кој се наоѓаме. Ево го тој вметнат ред. Ево ова ќе ста дебетки, чисто да го разликуваме. Значи, овој ред ни е сега пред малку вметнат. Ако сакавме да вметнеме ред после, треба 1 плюс. Вметнува ред подолу. Овој ред можеме да го движиме нагоре-надолу. Или да го поместуваме, ако сакаме да си направиме некој посебен ред. Или ако со ова копче се поништуват сите прередувања. Практично, овој ред, овој вели потребна е дозвола за корекција на цел документ. Мораме овде постепености, дозволена е манипулација со цел документ. И сега кога ќе кликнеме, практично овие два реда што ги вметнавме као последни, ни се доаѓаат на крајот. Значи, не на местото кај што сме ги ставили, туку практично ако тие и така си припаѓаат на крајот, меѓутоа ние на некој начин весточки ги вметнавме во измеѓу во редовите во налогот.